во заседа Сеид. Петро, ти наредувам. Додека не ги видиме, не пукаме. Не! Зар ние да погиневме? Војнику. Поручнику. Евгений. Поручнику. Поручнику. Издржи, Евгений. Сега ќе те пренесам кај нашите. Издржи. Нели ти реков да не пукаш? Помислив дека е непријател. Нели ти дадов наредба? Помислив дека е непријател. Не го пишува тој извештај, Сеид. Излегуве надвор. Сакаш да те молам? Петро, ти не ја изврши наредбата. Губи нашиот војник. И затоа треба да бидеш казнет. Ако не го пратиш извештајот, никој нема да дознае. Не може. Во војна сме, Сеид. Несреќен случај беше. Ако го поднесеш извештајот, не само мојот чин и професија, туку и гордоста ќе ми биде одземена. Не го поднесува извештајот. Тогаш ќе поднесеш оставка. Како? Ако сакаш да живееш со чиста совест, ќе поднесеш оставка. Евгений, никогаш не си ја виде кркичката. Вие работите ли нешто? Во ова време кога ни мажите немаат работа, јас како да најдам? Имате право. Вие само бидете покрај своите деца. Од сега па натаму нема да ви биде тешко. Ви ветувам. Многу сте дарежливи, но јас ова не можам да го прифатам. Ви се молам, госпоѓа. Јас, пред да ја напуштам мојата работа, со вашиот сопруг бевме рамо до рамо. Му должам премногу. За мене е ова многу значајно. Многу ви благодарам. Не,
Не, немојте, станете. Многу ви Немојте, ме молам. благодарам. Немојте, станете. Вие пред никого нема да клекнувате. Вие сте жена на еден војник кој храбро се бореше. Префрлен сум на нов фронт. За неколку недели ќе си одам одавде. Во моје отсуство, поручник господин Борински, тој ќе се погрижи за вас. Многу ви благодарам. Ке се молам за вашето здравје. Секој е добро. Ке се молам и за вашите семејства. Господ нека ни е на помош на сите. Шула, Повели, тато, влези. Уште не си подготвена? Сега ќе се подготвам. ти плачеш ли? Не, бев покрај прозорецот. Од снегулките ќе да е сигурно. Кога ги гледам вашите убави лица, не сакам да ме подсеќаат на мојата болест. Тато, Ве молам, многу забавувајте се на балот вечерва. Уживајте во убавината околу нас. Дојди ќе ти помогнам да се подготвиш. Кога војната е толку близко до нас, треба да ја негуваме радоста што ја имаме. така е. Шула, ова ќе биде твој прв бал. Дали си возбудена? Сакам оваа вечер да си ја паметиме поубаво. Се разбравме ли? Ете така. Не заборавајте, овие насмејане лица ќе ме оздрават. Тато. Тато.
Поручник Сеит Еминов, Моје задоволство. вашето присуство ни дава сигурност. Секогаш ви стојам на располагање. Господјо. Ви благодарам на љубезната покана, господјо. Пред да одите на фронт, треба да се забавувате. Да. Во право сте. Се извинувам. Младите девојки ќе се израдуваат. Дошол Сеит. Кажи ми како си, Петро? Се привикнувам на новиот живот. Всушност те полетите многу тежеле. Се ослободив од огромен товар. Многу убаво ти стои смокингот. Нели? Ми олесни малку. Добре дојде, Курт Сеит. Моите очи во моментов не гледаат ништо освен убавина. Маѓепсан сум. Мине да стасуваше, Курт Сеит. И ти мене. Цело време ти кажувам, Джилил, имаш голема среќа. Знам. И вечерва најубавата девојка ќе биде до тебе. Добре дојде, пријателе. Добро те најдов. Како си? Миша? Владимир? Сеит, Ајде да се напием уште по некоја. Што велите за оставката на Петро? се уште не можам да поверувам. Ако сите мажи се на фронтот, ќе нема кој да ја води економијата, пријателе мој. Така да јас ќе ве снабдувам со топови пушки. Ако и во трговијата си успешен како и во армијата, ќе ја добиеме војната. Се надевам така е. Тогаш наздравуваме за Петро. Кога ќе дознаете на кој фронт ќе одите? Или може би ваква информација не се споделува со цивил? Кога ќе се вратиме од Алуша? И така ти доаѓаш со нас, нели? Точно. Сеит ни вети дека ќе не однесе во Карагел, така? Ќе не запознае со своето семејство. Моето семејство би било пресреќно кога би можело да ве угости. Господа, поканата важи за сите вас. За Карагел. За пријателството. Не се мурти, Тадија. Пред и после Алуша, ќе имаш време да се збогуваш со Джелил. Мислиш дека се доволни неколку денови за разделба со месеци? Ако ме зачуваш во срцето, ќе бидат доволни. Воу. Ова е заводнички речник на Сеит. Не, зборовите доаѓаат од срцето. А затоа што твоето срце е постудено и поосамено од Карагел, ти не можеш да го разбереш ова. Сега веќе не остана причина да ти одговорам. Кога сме веќе кај заведувањето, Сеит, Извинете ме. Баронице? Слушнав дека наскоро ќе си заминете. Да. Се враќам во Крим. Пред да заминам, сакав да се поздравам со семејството. Во тој случај не ни останува многу време за да се збогуваме. Те чекам после балот. Со големо задоволство. Ќе се потрудам да дојдам. Те молам внатре, немој да бидеш многу возбудена.
Да не се почувствува дека ти е прв бал. Подобре е вака? Не случај, сестра ти. Таа не можеше по скали да се качи на својот прв бал. Татичко. Константин внатре ќе те пречека? Тоа дури ни Сеид не може да го направи. Тоа е негова специјалност. Да му се каже на Сеид дека нешто не може да направи е најголема А ќе навреда. може ли јас да дознам за што се зборува? Можеш ли пред 12 да ја бакнеш првата немажена девојка што ќе влезе од оваа врата? Си претерал со пиењето, внимавај малку. Ја менува темата, ти реков. Не ја менувај темата, дали би ја бакнал или не. Не ми е потребно толку време за да бакнам една девојка. Го знаеш тоа, така? Премногу сигурно зборуваш. Знам, твоето срце не е толку осамено колку моето, премногу е гужва. Кога јас не сум прифатил предизвик? Значи прифаќаш? Прифаќам. Прифаќам. Се разбира. Сеид, А, еве ги пристигнаа. Ја познаваш? Жулијан Верински, ортакот на татко ми и неговите керки. Шула. Ме радува. Веќе пристигнаа и најдрагоцените гости на вечерта. Ние да влеземе во салона. Ви благодарам. Инаку првата девојка е Валентина, постарата керка. А другата? Што е? штом ништо не каже, тоа значи дека е слободна. Ај со среќа, пријател. Многу убава девојка. Се надевам дека патот не ве измори. Со приказните на татко ми не ни почувствувавме како ни помина времето. Мислам дека Петро ќе ти ја расипе ова игра, Сеид. Може би он е заинтересиран за нејзе. Ако е така, тогаш ова не е моја игра, пријатели. Господине, Валентина, простете. Колку само си одговараат. И јас мислам така. Да те подсетам, Сеид, гледањето не го заменува бакнувањето. Ако помине 12 играта завршува, не заборавај. Изгледа дека овој пат ќе изгубам. Девојката е премногу млада за вакви игри. Немој да цимолиш. Зборувајте што сакате. Премногу е невина за вакви игри. Премногу. Се откажуваш, значи? Да, затоа што се плаши. Покрај ваква убавина човек ќе заборави се и на останатите жени. Мислам дека балот треба да започне. Ево е Курт Сеид. Со почит, господјо. Јас сум поручник Сеид Еминов. Ќе бидам најсретниот маж на балот ако ми дозволите да танцуваме. Со задоволство, поручнику Еминов. Не ми се верува. Сеид се откажа.
Јас не мислам така. Тој сака голема победа. Шула вечерва остана многу сама. Не, воопшто. Може ли вашиот прв танц на вашиот прв бал да биде со мене, како домаќин на балов? Со задоволство. Вас ве паметам како мало девојче со црвени образи. Вечерва ме изненадивте. И вие додека фрлавте по девојките со грозје, не бевте толку возрасен. Во старата куќа, нели? Се срама малку од тоа. Се беше толку прекрасно, нели? Така ли е, Шула? Така беше. Се надевам не се разучара од првиот бал. Напротив, се забавував. А се плашеше дека никој нема да те покани на танц. Напротив, танцуваше за цела година. Може да те прашам нешто интимно? Што почувствува кога прв пат го виде Константин? Како мислиш? Мислам... Кога прв пат го здогледа, дали ти паднат звезда пред очите? Дали ти се стемни? Ти се појавија пеперутки во стомакот? Пеперутки? И... Го почувствува срцето тука? Изгледа полудети. Ме интересира... дали постојано го гледаше во очи? Знаеш дека ваквите теми не се за зборување. Добро. Само уште ова кажи ми го. Дали кога ќе се погледнете, срцето ти чука забрзано? Шула, многу срамота. Некои работи остануваат меѓу двајца. Третиот не би требало да ги знае. Јас да доживеев такво нешто ќе кажев. Види, душичке, ти веќе не си мала. Однесувај се како млада девојка. Добра ноќ. И тебе.
мирното Црно море. Прекрасно. Немам зборови покрај ваква гледка. Сеид, ова е навистина рај. Прекрасно. Да сум ја на твоето место не би се влечкал во Петроград, туку би дошол во родниот крај и би уживал. Еден ден и јас ќе го направам тоа што го направи татко ми. Татко. Секој твое заминување е гордост, а секој враќање е празник за нас, синко. Му благодарам на Господ. Мајко. Сине, сине. Бате. Осман. Добро ни дојде. Добро те најдов, Осман. Ти си пораснал, бе, а? Многу ми не достигаше, бато. Добре дојде. Сестро, дојди ваму ти, дојди. Добре дојде, бато. Фала му на Бога. Фала му на Бога се вративме живи и здрави. Да ве запознам со моите пријатели. Луѓето што ми го чуваа грбот на фронтот. Владимир, Михаил, Петро. Петро веќе го познавате. Полковнику Еминов. Мило ми е што ве гледам повторно. Добро ни дојдовте. Чест ни е да ви угостиме. Повелете. Повелете, нашата куќа е и ваша. Осман, Повели, бато. како си? Добар. Не грижете се, бидете среќни. Најпосле е поставена диагнозата. Ќе ме оперирате, ќе завршат овие маки. Вашиот татко ќе го оперира најдобриот доктор во Русија. Не грижете се. 10 дена после операцијата ќе се вратам дома. Докторот рече ќе треба подолго време да останеш во болница, тато. Не сум сигурен дека ќе можам да го прифатам тоа. Додека не дозвола докторите, нема враќање во Кисловодск. Не грижете се за вашите ќерки. Тие се мој аманет. Додека вие сте во болница, тие ќе бидат мои гости. Уште денеска ќе ги земеме куферите од хотелот и ќе ги однесеме кај мене. Ке имате еден автомобил постојано во ваша служба. Во секој време ќе можете да одите во болница. Шула, Тина, знам дека сте тажни, но мора вашиот морал да биде на високо ниво, ако сакате да го храбрите и вашиот татко, а воедно и греф е да не ги видите убавините на овој град. Баронот Константин зема дозвола од мојот татко, за да може да не прошета додека сме овде. Многу убаво. И Петро, кога ќе се врати од кај Минови, ќе ви се придружи. Со почит, господја. Јас сум поручник Сеид Еминов. Ќе бидам најсреќниот маж на балот ако ми дозволите да танцувам. Со задоволство, поручнику Еминов. После времето за посета, сите заедно може да прошетате. Овие, фамилија Еминови.
Од балот. Да. Би требало да се запознаете со поручник Сејт Еминов. Младичот е најзгодниот и најдобриот војсководец на царот кој потекнува од Крим. Значи, љубезниот Петро е во Крим сега? Да. Со Сејт се пријатели уште додека учее во војното училиште. А така? И татко му Мирза Мехмет Еминов бил еден од најзначајните полковници на царот. Сега синот чекори по истите патеки. Сега живеат на север, во големиот чифлик во Алуша. Bostorgay degen ayvanında cılgada bolur yuvası. Bostorgay degen ayvanında cılgada bolur yuvası. Cabınca olsa sen alır da yarim, cılayda kalır Твојот глас никаде веќе не се поднесува. Ти благодарам, Петро. Ете така нека биде. Продолжи ти, пријателе. Bir kış gene Bostorgay'da tarıda sepsem maşamay. Има ли некој места за забава навечер? Нормално дека има. На овој спомни му за забава и одма ќе замолчи. И? Како? Добри ли се баре местата? Кога ќе одиме ќе видиш. Ти веќе скоро си верен, Петро. Треба да ги оставиш овие работи. Поготоа сум јас верен без моje знаење, а? Сите зборуваат дека ќе се ожениш со керката на ортакот на твојот татко. Преубавата Шула. Ти си толку убав. Ај, уште дете. Кажи дека не те посакува, а не дека е мала. Доста. Доста. Уште ли јадење ќе носите? Па нормално. Денеска ни е празник. Синовите ми се вратија живи и здрави. Нема станување додека не се испразни софрата. Одлично. На ова нема да се противам, полковнику. Брате, кога се враќате на фронтот? Наскоро. Готово ли е кафето, господјо Захиде? Да се напиеме со момците по едно кафе. Да, се подготвува. Ајде. Нека ни го донесат во другата соба. Да одиме, тато. Повелете. Мајко. Рацете да ти се позлатат. Многу сум среќна. Многу. И јас сум среќен, мамо. Ајде оди. Татко ти едва и чека да те распраша за фронтот. Осман, ти не оди, сине. Остај, нека си позборуваат постарите. Мајко, јас повеќе не сум дете. Видите, молам, дозволи ми да поседам уште малку. Добро. Доаѓаат лоши вести од Москва. Работниците не се задоволни. Се формирале некои групи против царот. Да, и ние слушнавме. Ама тоа се мали гласини. Како можеш да кажеш дека се мали гласини? Напротив, во Москва незадоволството се повеќе расте. Наскоро или во иднина ништо нема да се случи. Доволни се неколкумина за да им се скроти гласот. Во право сте. Додека армијата се бори на различни фронтови, ваквото незадоволство е чисто предавство. Добро. Вие, Петро, зошто наеднаш поднесовте оставка? Не се случи наеднаш. Долго време размислував за тоа. Дури и пред војната, неколку месеци останав на фронт, но сепак одлучив дека ќе бидам попотребен надвор од фронтот и... И кога беше најпотребно си поднесе оставка. Јас не сум толку добар војник како вас, Владимир.
Заради тоа си поднесов оставка. Тоа е глупост и многу погрешна одлука. Многу. Целосно се согласувам со вас. Секој треба да живее како што ќе посака. Треба да се биде таму каде што се сака, нели? Треба да се работи оно што се сака. И не треба да се забораваат обврските кон татковината. Шула, зарем се уште не одбракнира? Знаеш колку ме исплаши? Зарем чепкаш по туги работи? Каква глупост! Јас ги разгледував сликите. Ајде, сите си лигнаа да спиеме и ние. Добро, ти оди. Јас да одберам книга и доаѓам. Добро, не останове многу доцна. Добро, оди и јас ќе дојдам. Цар Николај ли го испрати ова? Да. Уште од сега верува дека ќе бидеш одличен војник. Ова ли е фамозниот сандак? Да. Прекрасно. Кога и да го кренам капакот, секогаш треперам како да ми е прв пат. Имаш толку работи за гордење во ситување. Просто ти завидувам. Сето она што е мое е и твое, Петро. Дури и малку повеќе. Ноќта е бескрајна, а јас ти завидувам на мирниот сон.
Со почит, господјо. Јас сум поручник Сејд Еминов. Ќе бидам најсреќниот маж на балот ако ми дозволите да танцуваме. Со големо задоволство, поручнику Еминов. Шула? Не, ништо не. Легни си. Добра ноќ. Ништо. Сега е јасно зашто Курт Сејд, кога има време, доаѓа овде. Навистина е прекрасно. Дали ова имотот на Еминови? Воденицата е на крај на имотот. Таму ќе не дочека Сејд, тој ќе не прошета во останатиот дел од имотот. Убаво. Што се случува таму? Се превртела кочијата. Ајде. Што се случи? Господине, Бог ве испрати. Ве молам, помогнете ми. Што се случи? Женава мора митно да ја однесем дома, треба да ни ја породи снаата. Ама за жал тркалото излете и кочијата се преврти. Добро. Ајде, појдете со нас. Многу ви благодарам. Ке ве молам, помогнете ми. Добре. Вие појдете кај воденицата, таму ќе се најдеме. Ја знаете куќата, нели? Да. Веќе сме близко, малку понапред. Да одиме, Сејд не чека. Ние ќе ви испратиме помош. Ви благодарам, господине. Всушност требаше подоцна да се породи, но не знам што се случува навистина. Издржи, Керко. Издржи, Илдис. Се ќе помине во најдобар ред. Сестро, еве ги пристигна. Издржи. Сега ќе дојде. Побрзете, каде сте досега? Не знаете што ни се случи. Тркалото испадне и кочијата се преврте. Ве молам, побрзете, сестра ми се пореѓа. Господ нека го благослови човеков, многу брзо ме донесе. Подосна ќе се објаснувате, влезете внатре. Господја. Ако имате каква било потреба, испратете авер. Ние сме кај имотот на Еминови. Ви благодарам, Господ нека ве благослови. Нанкај си, бебенце, нанкај си, душичко. Не стежок и долг пат помина. Убаво да си спиеш. Синот на Еминови ли ја донесе жената? Навистина беше многу згоден. Гордо седеше на конјот. Ме фати за рака и рече: Господје, ако имате некаква потреба од мене, јас ќе бидам кај имотот на Еминови. Толку е учтив што се приметува од говорот и од ставот. Се приметува дека е царски полковник. Тоа е Сејд. Господја Захиде со денови се подготвуваше за неговото доаѓање. Сејд се викал, слушаш? Всушност не ме интересира толку.